Обично крајот секогаш го објаснува почетокот. Ова евангелска перикопа се објаснува со тоа што оваа жена, со која Господ Христос зборува, беше крстена и го доби името Фотина. Тоа е денешно во превод Светлана. Зошто ќе каже човек баш тоа име го добија? Затоа што светла и процветлена станува нејзината душа после разговорот со Господа Исуса Христа на Јакововиот кладенец. Јаков, како што знаете, бил еден од патриарсите на еврејскиот народ и тој во наследство му го оставил кладенец кој тој го ископал на синот Јосифа, љубениот негов син кој браќата го продале во Египет, а после тоа ја знаете таа историја како од Египет еврејскиот народ се враќа повторно во обетената земја. Меѓутоа, човек ќе помисли сега кога слуша за овие војни на Блискиот Исток меѓу Израел и Палестина, дека многу неправди се случуваат. И не може да каже човек дека се случуваат праведни работи. Меѓутоа, војните меѓу израелскиот народ и тие домородни народи таму што биле во земјата израелска, трае векови. И мисли некој дека денеска ќе го искорени тој. Невозможно е тоа. Ако човек затоа е потrebно, затоа вели паметниот, историјата е мајка на знаењето, затоа што историјата и историските настани не поучуваат за иднината. Ако човек ја знае историјата на овие настани, никогаш ќе може да помисли дека е возможно да се реши тој спор на Блискиот Исток. Но како и да е, денеска имаме за тема разговорот на Господ Христос со Самарјанката или со Светлана. Доаѓа Христос жеден на Јакововиот кладенец и бара да пие вода. А Самарјанката му вели: ти, Израелец, од мене бараш да пиеш вода. Зошто го вели тоа? Треба да знаеме исто така предисторија и сегашна историја, секако да знаеме зошто го вели таа. Иначе што има, му се пие вода на човека и ќе се напие вода и готово. Работата што евреите никогаш не ја удостојувале друговерците, што не биле евреи, значи ниту со збор. Тоа значи и денеска. Тоа сум го видел на повеќе пати кога одат евреите и кога пред нив оди во десна уличка некој друговерец, ти не му велат тргни се, туку се накашлуваат. Се накашлуваат да му дадат за знак дека зад него има некој и дека треба да се тргне. Значи до таму оди таа безкомпромисна, да кажам, борба меѓу евреите и самарјаните, кои исто така бил доселен народ од асирискиот владител. Но тој Јакововиот кладенец, за разлика, останал и при едните и при другите случаи, и при третите случаи, и од нив самарјаните, кои не биле евреи, од него полнеле вода. И дошол Христос и бара да се напие вода, а таа самарјанка, жена, значи не израелка,
Му вели, ти од мене бараш, вели, не зборувате ви евреите со друговерците. А Христос си вели, ако ти знаеш кој ти се обреќа, нема со други зборови така да се однесуваш. Зашто? Христос може дури да си најде и друг начин да се напие вода. Иако е потпун човек, и ако ожеднува, значи тој како Бог може да најде и друг начин, зашто тој од каменот извади вода, а не пак во овој случај. Меѓутоа, за да се случи се во ова како настан кој се прераскажува векови, се заради тоа се случува и овој разговор со Самарјанката. И таа после тие зборови, а ти од мене ли бараш? Господ Христос си вели, ако знаеш кој ти се обраќа, и тук кој може да ти даде жива вода, а тоа значи жива вода, ние не пиеме вода од бара. Ептен, ако сме на смрт, што се вели, па да пиеме да жива вода, тоа значи вода која тече, постојано. Ќе побараш од него да ти даде вода од која не се ожеднува. Тоа веќе ја размрдува Самарјанката. Сериозно да ги свати зборовите кои дотокаш може би ги сваќала на шега. Се подбивала со овој странец кој дошол. Каква е таа жива вода од која нема да ожедни? Меѓутоа, и покрај негова нејзината потрага по тоа, Христос и вели, викни го мажот. Зашто? Не било времето згодно и прилично да зборува маж и жена кои не се во брачни односи без мажот на таа жена с која била во брачни односи. И тоа таа жена нема маж. Христос кој се знае и вели право кажа. Вистина немаш маж. Ама предходно 5 мажи си имала. Сега си останала пак без маж. Таа тогаш се потресува жената. Кој може тоа да го знае, освен мојли пророк си ти. Меѓутоа, кога се враќа во селото, таа на сите им разкажува дека можно е тој пророк кој таа го мисли да е самиот Месија. Тоа е големо просветление, браќи и сестри, да научи човек дека Христос е Месија. Тој е спасител на светот. И немам поголема наука од тоа. Може да трага човек да бара во животот, различни работи, ама дозека не стигне до таа лекција, да научи дека Господ е спасител на светот. Како ништо да не научи. Можеме да бидеме одлични математичари, одлични физичари, да ги познаваме на прсти природните науки. А да го промашиме Господа и неговото тврдење, што добивме тогаш од тоа? Ништо не добивме и ништо не можеме да добиеме, затоа што човекот најзначајната потрага ја има по животот вечен. Ако нема живот вечен, се ја луки вода, што вели народ. Зошто живее човек за да поживее 100 години? Ќе поживее 100 години и пак ќе замине од овој свет. Меѓутоа, нашата потрага е по животот вечен. Тоа го открива оваа жена Самарјанка, која низ разговорот со Христа постанува просветлена лично и се согласува да биде крстена, да биде христијанка со други зборови. Затоа што само христијаните се крстени. Евреите не се крстени, а овие самарјаните кои живееле во тоа време не се крстени.
Меѓутоа, крштението не се добива само како награда. Тоа е награда секако од Бога. Ама треба и да се потрудиме. Треба да совладаме одредени работи, за да можеме да бидеме крштени. Тоа е друго денес, што како мали детета ги крштеваат и без да научат некои работи, но тоа ги задолжува родителите и хумот да ги учат тие деца, да ги научат кога ќе созреат, кога ќе бидат веќе зрели личности, да не отстапат од христијанството. Затоа што христијанството е спасително. Ете тоа во суштина ни го покажува и разговор на Христос со Самаријанката. Ни покажува дека Господ пред се е Месија, дека како таков е распознат и од друговерците, дека тој е Месијата. Денеска само еврејскиот народ смета дека Месијата се уште не дошол. Христијаните знаат дека Месијата дошол, ние им веруваме во Месијата кој беше ветен не токму на евреите дека ќе дојде. И тој дојде и ние поверуваме. И тоа е спасително дејство кое го правиме, што веруваме дека тој е спасител на светот. Поинаку луѓето можат да си се занесуваат дека тие се спасители на светот. Колку има денес така наречени хуманитарни организации кои добро прават можеби оние што сакаат да помогнат, ама никако не прават добро ако тоа сакаат да го направат без Христос. Христос е главниот помошник во делото богоугодно кое го правиме. Ако сакаме без Христа тоа да го направиме, едно што нема да успееме, друго, евентуално ако успееме, тоа ќе биде кратко трајно. Не мерено со минути, не мерено во секунди, многу помалку од тоа. Затоа што нема никаква смисла животот без Бога. А тој што сака да научи на живот без Бога, тој самиот себе си го промашил животот и сака да го промаши нашиот живот. Ете, браќа и сестри, како научи ова жена Самаријанка, ние да го потребуваме и да го сватиме животот како просветление. И затоа и одговара името Светлана. Светлина е знаењето кое го добиваме од заедницата со Бога. Милоста Божја да биде со вас, да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот, секогаш ви обетувате на веќе.